мислам дека срушивме некои стереотипи заради тоа што прв пат од Македонија женска планинарска експедиција, женски планинарски тим беше испратен некаде. Алпите се предизвик за секој планинар и така дојдовме до идеја да бидеме на Алпите. Со помош на поискусни планинари го избравме врвот Брајтхорн, кој што е захтевен врв по своето, но сепак мислевме дека можеме како една женска екипа и прва женска експедиција од Македонија која што била на Алпите. Крајот на јули го искачевме прво врвот Вихрен во Република Бугарија, потоа следно го искачевме врвот Митика, Стефани и Сколио на планината Олим во Грција. И тоа беа еден вид на подготовки со што се научивме да одиме на тие поголеми висини, да се акомодира нашето тело на тие височини. Спиевме во планинарски домови над 2000-2500 метри. Искачувањето го вршевме по глечер. Нешто што за нашата екипа беше ново. Секако беше пријатно и прекрасно искуство. Меѓутоа моравме да користиме одредена опрема. Тоа, например, дерези, цепини. Пак ќе повторам, нешто што е ново за нашата екипа. Беше доста пријатно. За среќа имавме убав ден, сончев ден, така да убавините на Брајтхорн дополнително се истакнаа. Целата планина, така да кажам, пливаше во облаци и беше нешто незаборавно. Следно, после 4000-дарка, наша желба е да биде 5000-дарка. Значи, конкретно, еве, дури сме со конкретни размислувања за врвот Арарат. Тоа е во Турција, значи има некој план. Тоа е некоја посериозна тура која што би траела 7 дена со 2 аклиматизации, значи се спие првин во дом кој што е на надморска висина 3200, па се оди до 4200, се враќа назад. Следното спиење е на 4200, за да после тоа значи следи како што се вика самит или искачувањето главно на врвот кој што е на 5000. И мислам дека овој подвиг ќе остави белег и за идните генерации, се разбира, за планинарскиот спорт во Македонија, заради тоа што ќе останеме испишани на страниците на федерацијата и на останатите спортови дека еден женски тим, една женска експедиција се здружила и заеднички го искачила врвот Брајтхорн на Алпите.